Здруженијето на преведувачи на Република Македонија е професионално здружение, основано во декември 2010 година од група од десетина угледни професори и преведувачи. Здруженијето е формирано со намера да работи на развојот на професијата и да создава позитивна перцепција за професијата преведувач, како и да воведе професионални стандарди на преведувачкиот пазар во Македонија. Меѓу целите што пред себе си ги има зацртано ова здружение се и да работи на професионалниот развој на членовите на ова здружение, како и на самата професија и да ја промовира професијата пред пошироката јавност. Здруженијето на преведувачи одржа и својата прва годишна конференција и се во ова, почитувани слушатели, беше повод во студиото на Радио Македонија да ги поканам моите вечерашни соговорнички во програмата Гласот татковината. Добре дојде за Ирена Кацарски-Кимова, председателка на Здруженијето на преведувачи, и Драгана Велковска од истото здружение. Добро вечер. На самиот почеток од разговоров, еве би можеле накусо да ги запознаеме нашите слушатели, зошто беше потребно да се формира едно вакво здружение во Македонија? На што сте фокусирани во вашето работење и што е она што досега е направено во рамките на вашите активности? Би можеле да започнеме можеби со тоа колку члена брои вашето здружение и дали имате податоци колку професионални преведувачи има во Република Македонија? Добро вечер повторно и благодариме на поканата. Во моментот во здружението има 49 членови. По конференцијата што ја спомнавте, добивме 20 нови членови, што е добар показател за тоа колку беше успешна и потребна оваа конференција. Зошто се почувствува потреба од вакво здружение во Македонија? Токму поради тоа што сите членови на нашата фила чувствуваат длабока потреба од настани за професионален развој и од поголемо инсистирање на примената на професионалните стандарди во нашата работа. Во последните години сме сведоци на драстично опаѓање на свеста за потребата од квалитет во преведувањето и воопшто на драстично опаѓање на познавањето на професионалните стандарди. Сето тоа се случува поради одредени работи што се случуваат на пазарот, многу голема потреба од превод во многу краток временски период, например, и недоволно информирање и образование на луѓето кои што се занимаваат со превод за професионалните стандарди, далеко од тоа дека преведувачите не ги познаваат на вистина професионалните стандарди, барем тие преведувачи кои што темелно и професионално се занимаваат со професијата. Но некако, за жал, се покажува дека е многу потребно да се зборува за професионалните стандарди во преведувањето и очигледна е потребата од професионален развој. Тие беа мотивите кои што не поттикнаа да го формираме Здруженијето на преведувачи на Република Македонија. Мисијата и целта на Здруженијето е да работи на професионалниот развој, како што рековте, на преведувачите и на воведување на практикувањето на професионалните стандарди. Здруженијето на преведувачи на Република Македонија за стандард кој што го застапува го прогласи Европскиот стандард за преведување N15038. Тоа е стандард кој што беше донесен во 2006 година од страна на ЦЕН. ЦЕН е тело составено од телата за стандардизација на земјите членки на Европската унија. Секоја земја членка си го пренесува стандардот во своето тело на стандарди и во своето законодавство. Република Македонија не е земја членка на Европската унија, но нема причина да не го пренесеме овој стандард во нашето тело на стандарди. Здруженијето веќе го преведе и во текст се овие проверки кои што самиот стандард ги предвидува како процес на осигурување на квалитетот. Штом ќе завршиме со проверките на преводот, ќе го поднесеме до Институтот за стандардизација на Република Македонија и во редовна постапка ќе се биде усвоен како македонски стандард на македонски јазик. Кога ќе се случи тоа ќе видиме, меѓутоа претпоставувам некаде на почетокот на следната да биде година. Тоа што ми е во процедура. Так. Добро, според критериумите, претпоставувам имате некои критериуми, кој се може да биде член на ова здружение? Да, сите луѓе, сите колеги кои што се занимаваат со преведување, можат да бидат членови на Здруженијето на преведувачи на Република Македонија и не мора да се само жители на Република Македонија, може да се жители и на други земји во Европа или во светот. Важно е да сакаат да ја поддржат професијата преведувач
и да се заинтересирани да членуваат во Сдруженијето на Република Македонија, на преведувачи на Република Македонија. Веќе имаме еден член од Швајцарија. Тоа е наш македонец што живее во Швајцарија? Да, работи со турски, албански, македонски, француски, да, многу јазици. Полиглот, во секој случај. Во Холандија, живее во Холандија. Така што нема никакви ограничувања од аспект на тоа, од каде живее и работи преведувачот. Важни се мотивите и целите. Постојат неколку категории на членство и статутот предвидува како се станува член во тие категории, но тие категории се активен член, придружен член, имаме и студентско членство и доживотни членови, ама тоа се категории кои што нели ќе треба време да помине за да алумни, стигне некои членови на Сдруженијето. Добро, Драгана, би можеле вие да ни кажете малку околу тоа кои се најчестите проблеми со кои се соочуваат, еве на кои наидуваат професионалните преведувачи во Република Македонија? Ирена веќе нешто спомна дека се превземаат европските стандарди, иако не сме членка на Европската унија. Нашето нечленување во Европската унија дали предизвикува, да речем, некои проблеми на овој план? Дали имате некаде пречки ако сакате нешто да реализирате затоа што не сме земја членка на Европската унија? Па, најпрво би сакала да се надоврзам на она што Ирена го зборуваше во однос на формирањето на Сдруженијето, потребите кои се појавија во Македонија за да се формира Сдруженијето на преведувачи. Една од главните причини беше и тоа што преведувачите во Македонија, оние професионалните преведувачи, зборувам за нив, кои што навистина професионално и посветено си работат работата, имаа потреба од еден здружен единствен глас во државата кој што ќе зборува во нивно име и ќе делува во институциите и ќе се залага за сето она што тие навистина го заслужуваат. Кога зборувам за тоа што навистина го заслужуваат, зборувам за не да се јави клиент и да рече ми треба преводот за вчера и ќе ти дадам 10 денари од страница, туку навистина тоа да се одвива професионално, да се има едно професионално достоинство и да не му се руши угледот на преведувачите да се става во неизгодна ситуација. Во тој контекст преведувачите во Македонија, добрите и професионални преведувачи се соочуваат со навистина голем проблем, бидејќи има многу голема нелојална конкуренција. Има преведувачи, така наречени, кои што гледале 2 филма во животот и го гледаат преводот на македонски и ги погодиле половина од зборовите и сметаат дека го познаваат јазикот и потоа се дрзнуваат не само да преведуваат, да титлуваат филмови, туку и да преведуваат дела од не знам, од стручни книги, од книжевен превод, што е навистина погубно за нашиот јазик, бидејќи не само што го губиме осетот со тоа што се нарекува стандардизиран литературен јазик, туку и се јавува од другите земји кои што накружуваат, се јавува една омраза и не знам како да кажам, непочитување и презир кон преведувачите кои што работат во Македонија, бидејќи се смета дека го нарушуваат пазарот, поради тоа што да, ние живееме во земја која што не го има истиот стандард со една Швајцарија или со Холандија, но сепак ние сме присутни на меѓународниот пазар. И кога сме присутни на таков глобален пазар, ние мораме да се повикуваме и да ги почитуваме критериумите кои тој глобален пазар ги наметнува, нели? Затоа што конкурираме на истите проекти. Така што, еве за илустрација само би кажала дека во однос на толкувачите од Сдруженијето на Интернационалното Сдружение на конференцијски толкувачи во светот, цените кои што се наведени се горе-долу приближни за сите оние западни развиени земји, со тоа што земјите од Балканот, односно конкретно Македонија, околу 1/3 од таа цена што се препорачува од Сдруженијето, само 1/3 македонците всушност успеваат да наплаќаат, што е страшно според нас. И така некако е, ако не и малку подолу, оној сооднос кој што се наплаќа за превод. Нашето здружение препорачува да се за една страница од 1800 јазични знаци со празни места да се наплаќа нето од 10 евра. Тоа значи дека на таа цена дополнително нели се пресметува данок на личен доход и тоа да биде минимум за цена поставена за општо за каков било текстот, каква било природа. Еве ќе ви кажам споредба за тоа. Мене лично ми беше понудена работа на проект од наша издавачка куќа тука во Македонија, каде што ми беше понудена цена од 20 денари по страница, што е, ето и сами можете да видите, големо понижување на трудот и на вложувањата што треба да се направат за да се биде професионален преведувач. И сметаме дека после ваквите случаи нашата организација покрај тековните активности кои ги има
Ние веќе организиравме една трибина за авторското право во преводот, која што беше посветена од околу 200 учесници во соработка со Филозофскиот факултет во Скопје. Потоа имавме уште една трибина заедно со Сдруженијето на лектори на Македонија, каде што исто така имаше огромен број на учесници, огромен интерес. Трибините беа влезот слободен, може да учествуваат студенти, имаше и професори меѓу нив и представници од филата. И сакам да кажам дека интересот кај професионалците е навистина голем и дека навистина се очекува едно здружување и заедничко истапување пред институциите каде што ќе може овој проблем конечно да се реши. Добро, како мислите, извинете, само како мислите дека вие како здружение, значи невладина организација, нели здружение на граѓани, можете да го наметнете овој проблем на ниво на кое што државата би требало да донесе одредени критериуми кои што понатаму ќе треба да ги почитуваат сите? Се обидуваме тоа да го направиме преку активностите на здруженијето. Здруженијето е уште младо, активни сме, вистински активни со организирање на активности околу година и половина. Активностите чекор по чекор добиваат некој свој тек, и континуитет. Правиме мали чекори, но одиме напред. И првиот вистински и голем чекор беше првата меѓународна конференција на Сдруженијето на преведувачи, која што се одржа на 9 ноември. Зошто велам така? Затоа што беа присутни представници од делегацијата на Европската Унија. Представник беше присутен од Генералниот директорат за превод. Представник беше присутен од Секретаријатот за европски работи. А имавме и други странски и домашни говорници кои што говореа на конференцијата за теми кои што директно ги засегнуваат преведувачите, но не само преведувачите. Зошто е важен квалитетот во преведувањето? Преведувањето е општествено одговорна работа. Одговорна е од аспект на преведувачот, затоа што тоа што ќе го створи како превод останува да биде користено и читано од другите како членови во општеството, така, без рок на траење. А одговорна е и од аспект на нарачателот на преводот, затоа што нарачателот на преводот мора да се грижи да го најде преведувачот или давателот на преведувачки услуги, кој што, освен што ќе го преведе тоа што е потребно да се преведе, ќе го направи тоа на најпрофесионален начин, затоа што со нарачувањето на преводот го остава потоа на користење за тие за кои што е наменет. Во нашава денешна ситуација имаме, за жал, една прекрасна идеја уништена со лошото спроведување, односно лошото набавување на превод. Огромен број на книги, огромно светско знаење, огромен труд и гениалност содржан во тие книги. Зборуваме за едиции од светската книжевност, едиција светска книжевност, имаме едиција научна литература, не само добитници на Нобелови награди. Значи, тоа е неверојатно, нашата книжевност, тоа е неверојатно количество на знаење кое што треба нашите граѓани да го впијат. Граѓаните на Република Македонија, затоа се преведу. Сега, ако тоа не било преведено на начинот на кој што заслужувало да биде преведено, најсоодветно, тогаш тоа што сме го добиле како превод не е вистински употребливо. Не е пренесено сето тоа што требало да биде пренесено и не е пренесено на јазик кој што треба да продолжи да живее и да се надоградува, не да се уништува. И не е завршена задачата на преведувачот. И не е завршена задачата на преведувачот. Значи, милион проблеми произлегуваат од сето тоа. Нашите деца доста работа како книгите кои што се преведуваат ќе учат од нив и што ќе се случи со нивниот јазик, што ќе се случи со нивното познавање, ако книгите што ги употребуваат не го пренесуваат тоа што требало да го пренесат на достоен начин. И навистина е понижување на авторите кои што работеле цел живот, може би истражувале за да створат едно дело, една книга, тоа да биде преведено на друг јазик, а да не биде доволно истражено, доволно претходно научено, да не се најде човекот кој што навистина достојно може тоа да го преведе во содржината и во суштината, не само механички превод. Преводот е процес. Значи, преведувањето не се состои само од преводот
на преведувачот, само тоа што преведувачот ќе го створи. И преводот што преведувачот го работи е процес исто така, значи тука влегува прво истражување, преведувачот мора да се подготви за задачата што ја има пред себе, за да може да ја заврши. Мора многу да истражува и претходно и додека преведу. А потоа и да го провери сето тоа што го створил, што го пресоздал, што воопшто не е лесна задача. Авторот може би имал слобода, меѓутоа преведувачот ги има ограничувањата што ги наметнува авторот и во рамките на тие ограничувања мора да го пресоздаде делото. Без оглед дали се работи за книжевност или за стручно дело и каков и да било превод. Дополнителни ограничувања има врз преведувачот, а тој мора тоа што веќе еднаш создадено да го пресоздаде. Значи мора се тоа темелно да го прегледа пред да продолжи преводот, текстот понатаму во низ проверките во фазата на осигурување на квалитет. По преведувачот треба да има стручна редакција, па треба да има лектура. И ова се само основните проверки. Ако има потреба, повеќе луѓе треба да го проверуваат текстот. Се додека не за да не се изгуби смислата на текстот заради погрешен превод, нели може и тоа да се случи во основа. Да, не само што може да се изгуби смислата, може сосема погрешно да се пренесе идејата по раката. Уште полошо, да. Што е уште полошо. Добро, од себе ова што досега го говоревте, очигледно е дека во Македонија има и квалитетни преведувачи, Абсолютно, професионални преведувачи кои одговорно си извршуваат својата работа. На тоа сме сведоци, нели, секојдневно, но има и лоши практики, еве како што рековте во претходниот дел од разговорот, кои доведуваат до лоши книжевни преводи, лоши преводи на литература и учебници, лоши преводи на телевизиски серии, кои во последно време стана вообичаено да се надсинхронизираат. Мислам дека во последно време лошите преводи тука се најочигледни, можеби затоа што се најдостапни до многу широк круг на гледателска во овој случај публика. Преводите понекогаш се такви што навистина покажуваат едно сериозно непознавање на македонскиот литературен јазик и тоа секако му штети на современиот македонски јазик. Еве вашите напори, колку што сваќам, се во насока да се отстранат, ако можам така да речам, или да се надминат потешкотиите од овој вид. Точно така. Ние сме сведоци, како што и самите рековте, на една огромна навалица од такви страшно лоши преводи, каде што можеби не се работи само за елементарно непознавање на македонскиот јазик, туку се работи и за невклучување мозок буквално, бидејќи јас лично Google Translate, нели, она што е дури и машината во некој случај се покажува како посоодветен преведувач буквално од жив човек, бидејќи имало грешки каде што сум, например, гледам филм и пред неколку години се случи тоа, имаше реченица некаква со Victoria's Secret Models, нели, манекенките од Victoria's Secret, и беше преведено тоа во титлот како тајните модели на Викторија. Да. Има навистина банални грешки, например имаше една книга од она едиција, смислата, да, една едиција 1000 стручни книги, она едиција што се преведува, нели, на македонски јазик, универзитетски книги, каде што имаше во една книга од наша издавачка куќа, таа истата која ми понуди 20 денари страница, имаше преведена реченица кракуван кокаин, за крек кокаин. Сега да кажам, има такви банални основни грешки кои што од општа култура би требало човек да ги познава, нели? А таму се подпишани, не знам, некаков си редактори, некои стручен соработник. Тоа е литература која што би требало да ја користат студенти. Знам дека и многу професори реагираа на тие лоши преводи. Така е. Да. Со оваа огромна потреба во краток период што се појави со тендерите на владата за преведување на сите овие книги, што се случи? Се наруши пазарот. Затоа што се појави огромна потреба од преведувачи за огромен обем на литература, дела, да речеме, да. А пазарот не беше подготвен. Пазарот, сакам да кажам, немаше доволно професионални преведувачи или преведувачи кои што се во состојба да го направат тој превод, и поради начинот на кој што се спроведува
постапката за јавна набавка на превод, на тендерите, цените паднаа многу. Луѓето кои што професионално се занимаваат со превод, мислите дека тоа влијаеше и на квалитетот на преводот? Апсолутно. Цените паднаа на тендерите, професионалните преведувачи кои што живеат од тоа, но не и само тие што живеат од тие што навистина се способни да го направат тоа, не можат да си дозволат за тие цени да го работат преводот, затоа што не можат да обстанат со тие цени. Што се случи? Наместо да се во тој рок, да, исто така, наместо да се искористи потенцијалот што веќе постоеше, професионалните преведувачи дојдоа во периферијата, а многу други луѓе кои што познаваат странски јазици се обидоа да преведуваат, некои успешно, но многу од нив неуспешно, затоа што не ја познаваат на висина професијата, не ги познаваат техниките на преведување, не се свесни што преведувањето подразбира и сето тоа се случува многу брзо, во многу краток период, никако не можеме да излеземе од овој магијски. Добро, особено кога станува збор за превод на стручна литература, тука не е доволно веќе само добро познавање на јазикот, тука е многу поважно добро познавање на тематиката, на науката од која што област е преведувањето. Јас би сакала да надополнам само Ирена во овој дел, да кажам дека ние веќе направивме некои обиди за да соработуваме со Бирото за јавни набавки, веќе беа дел од нас, меѓу кои Ирена и друга колешка од организацијата, на состанок со представниците од Бирото за јавни набавки и дека тоа е еден од наредните чекори кои Сдруженијето планира да ги спроведе во контекст на ова, да се изработат прирачници за тие службеници кои работат таму, да се знае дека преводот не спаѓа во сите оние други јавни набавки кои се применува на општа постапка, најниска цена е таа што добива, бидејќи ова е интелектуална услуга која треба да се почитува и да се цени, и затоа се надеваме дека првично наидовме на многу големо разбирање и простор за соработка, тие беа заинтересирани и во наредниот период ние ќе се потрудиме да се договориме, можеби да почне некаков проект околу тоа и така. И да почнат да се придвижуваат работите на тој план. Добро, сега би сакала едно прашање кое што не е толку врзано можеби за домашен терен, а тоа беше една од темите на кои се дебатираше и на првата годишна конференција, што веќе ја спомнавме. Генералниот директорат за превод на Европската Унија е еден од најголемите работодавачи на ваков вид на специјализирани кадри во Европската Унија. Имаме ли ние таму некој свој преведувач од Македонија и како всушност се станува преведувач во Генералниот директорат за превод? Еден од мотивите да поканиме представник од Генералниот директорат за превод на нашата конференција беше да се информираат преведувачите во Македонија што е неопходно да поседуваат како знаење и вештина илиоспособеност за да можат да се вработат во Генералниот директорат за превод кога за тоа ќе дојде време. Далеку сме од моментот кога ќе се вработуваат преведувачи за македонски јазик во Генералниот директорат за превод, меѓутоа се надеваме тој момент ќе дојде. И можеби е добро што и не е толку близко, затоа што треба добро да се подготвиме. Кога би требало утре да се вработат преведувачи во Генералниот директорат за превод, тешко дека би имало доволно подготвени и стручни преведувачи кои што би ги поминале ригорозните тестови за селекција на Генералниот директорат и би можеле да се вработат во директоратот, а без преведувачите пак државата нема да може да си ги остварува правата што ќе ги има со встапувањето во Европската Унија, со членството. Некои прогнози, врз основа на искуството на Хрватска сега, се дека кога ќе бидеме во фазата во која што е Хрватска сега, односно беше летоска, кога стануваше членка, во Генералниот директорат ќе треба да се вработат 120 до 150 преведувачи и придружен персонал во Генералниот директорат за превод. Тоа е бројката на преведувачи што се вработува за непроцедуралните јазици, а македонскиот спаѓа во непроцедуралните јазици во Европската Унија. Од вкупниот број на официјални јазици, процедурални се англиски, француски, шпански, германски, овие другите јазици се непроцедурални, што значи дека не се преведува се на нив, меѓутоа сепак обемот на преведување и потреба е огромен, далеку од мал. Овие 120 преведувачи, да речеме, што би се вработиле во Генералниот директорат за превод, само за писмен превод зборуваме, ќе поминат многу ригорозна постапка на селекција, составена од повеќе фази,
од абстрактно математичко размислување до преведување на различни видови текстови, устни тестирања, презентации и така натаму. Бидејќи кога се вработуваат во директоратот, стануваат службеници на Европската унија, на директоратот, на комисијата на Европската унија. Затоа се и толку ригорозни, исто така не може да си дозволат грешки во преводот. Комуникацијата се одвива на сите јазици и мора да биде перфектно. Кога се преведува нешто на македонски, кој ги прави тие преводи? Не сум сигурна дали има вработено преведувачи со македонски јазик сега, меѓутоа тоа го прават по пат на јавни огласи. Да, ангажираат лица. Даватели на преведувачки услуги, да. Објавуваат тендери кога имаат потреба за превод на македонски јазик. Пред во 2009 година некаде се почнаа да се ангажираат преведувачи од секретаријатот за европски прашања, кои што и се вработени во секретаријатот, но и преведувачи преку агенции, како слободни преведувачи кои работа, и се преведуваа директиви, регулативи од Европската унија на македонски јазик. Да. И тогаш во тој период се преведе така одреден број од оној цел корпус на страници кои треба да се преведе од европското право, од АКИ. Ако се сеќавам убаво, беше кажано на конференцијата дека некои 120.000 страници законодавство, 160.000 страници законодавство има кои треба да се преведе, да се пренесе на македонски јазик. Тоа е огромен обем на работа на вистина и преведувачите како што е сега ситуацијата, ние немаме ни 10% да обезбедиме од тие преведувачи кои што се бараат со тие критериуми за да влезат да се вработат во директоратот за превод на ЕУ. Добро, нашето време за разговор полека одминува. Би сакала само накратко еве пред крајот да финишираме со тоа што сега е ваша наредна активност. Кажавте многу работи што ги започнавте, што ги работите, претпоставувам дека ќе продолжите, но што сметате дека е најважно во времето што доаѓа да го направите како Сдружение на преведувачи на Република Македонија? Мислам дека е најважно да соработуваме со Министерството за култура пред се и исто така со други државни тела, како што реков преска со Бирото за заедни набавки, а ќе оставам можност на Ирена и таа да се огласи по ова прашање. Многу брзо ќе се случи нашата следна активност. На 2 декември ќе биде објавен конкурс за најдобар млад преведувач Бабилон. Ова беше идеја на делегацијата на Европската унија во Македонија, а ние сме партнери во спроведувањето на идејата од почетокот, од самото концепирање до крајот. Конкурсот значи се однесува на млади преведувачи, тие што почнуваат да преведуваат сега или имаат мало искуство во преведувањето. Целта е да се потигне истражувањето, почитувањето на професионални преведувачи, млади преведувачи кои што студенти тука сега влегуваат во професијата. Идејата е токму тоа, да се поттикне правилниот пристап кон преведувањето, да се поттикне истражувањето во преведувањето, почитувањето на професионалните стандарди, да се промовира професијата и да се профилира така како што треба да биде профилирана. Со сите замки што ги носи, но и со сите ловорики предизвици, што следат кога ќе биде завршена така како што треба. Наградата ќе биде доделена следната година во 2014 на 26 септември, тоа е Европскиот ден на јазиците. И по тој повод ќе има свечен настан, ќе бидат доделени награди всушност можеби на повеќе од еден преведувач, зависно од тоа за колку јазични комбинации ќе бидат пријавени трудови, преводи и кои од нив ќе бидат одбрани нели како најуспешни. Но секако интензитетот на работата ќе се зголема и 2014 би требало да биде поактивна од 2013. Допрва ќе ги правиме плановите сега крајот на оваа година за тоа на што ќе се концентрираме во 2014, меѓутоа наградата и конференцијата ќе продолжат како годишни настани. Добро, јас ви благодарам за разговорот. Благодарам што вечерва бевте дел од Глас од татковината и ви посакувам многу успехи во натамошната работа. Ви благодарам и вам за поканата.
Почитувани слушатели, во изминатите минути од вечерашнава програма, мои гостинки во студиото и соговорнички беа Ирена Кацарски-Кимова, председателка на Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија, и Драгана Велковска од истото здружение. Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија е професионално здружение, основано во декември 2010 година од група од 10 угледни професори и преведувачи. Сдруженијето е формирано со намера да работи на развојот на професијата и да создава позитивна перцепција за професијата преведувач, како и да воведе професионални стандарди на преведувачкиот пазар во Македонија. Меѓу целите што пред себе си ги има зацртано ова здружение се и да работи на професионалниот развој на членовите на ова здружение, како и на самата професија, и да ја промовира професијата пред пошироката јавност. Сдруженијето на преведувачи одржа и својата прва годишна конференција и се во ова, почитувани слушатели, беше повод во студиото на Радио Македонија да ги поканам моите вечерашни соговорнички во програмата Глас од татковината. Добре дојде за Ирена Кацарски-Кимова, председателка на Сдруженијето на преведувачи, и Драгана Велковска од истото здружение. Добро вечер. На самиот почеток од разговоров, еве би можеле накусо да ги запознаеме нашите слушатели, зошто беше потребно да се формира едно вакво здружение во Македонија? На што сте фокусирани во вашето работење и што е она што досега е направено во рамките на вашите активности? Би можеле да започнеме можеби со тоа колку члена брои вашето здружение и дали имате податоци колку професионални преведувачи има во Република Македонија? Добро вечер повторно и благодариме на поканата. Во моментот во здружението има 49 членови. По конференцијата што ја спомнавте, добивме 20 нови членови, што е добар показател за тоа колку беше успешна и потребна оваа конференција. Зошто се почувствува потреба од вакво здружение во Македонија? Токму поради тоа што сите членови на нашата фила чувствуваат длабока потреба од настани за професионален развој и од поголемо инсистирање на примената на професионалните стандарди во нашата работа. Во последните години сме сведоци на драстично опаѓање на свеста за потребата од квалитет во преведувањето и воопшто на драстично опаѓање на познавањето на професионалните стандарди. Сето тоа се случува поради одредени работи што се случуваат на пазарот, многу голема потреба од превод во многу краток временски период, например, и недоволно информирање и образование на луѓето кои што се занимаваат со превод за професионалните стандарди, далеко од тоа дека преведувачите не ги познаваат на вистина професионалните стандарди, барем тие преведувачи кои што темелно и професионално се занимаваат со професијата. Но некако, за жал, се покажува дека е многу потребно да се зборува за професионалните стандарди во преведувањето и очигледна е потребата од професионален развој. Тие беа мотивите кои што не поттикнаа да го формираме Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија. Мисијата и целта на Сдруженијето е да работи на професионалниот развој, како што рековте, на преведувачите и на воведување на практикувањето на професионалните стандарди. Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија за стандард кој што го застапува го прогласи Европскиот стандард за преведување N15038. Тоа е стандард кој што беше донесен во 2006 година од страна на ЦЕН. ЦЕН е тело составено од телата за стандардизација на земјите членки на Европската унија. Секоја земја членка си го пренесила стандардот во своето тело на стандарди и во своето законодавство. Република Македонија не е земја членка на Европската унија, но нема причина да не го пренесеме овој стандард во нашето тело на стандарди. Сдруженијето веќе го преведе и во тек се овие проверки кои што самиот стандард ги предвидува како процес на осигурување на квалитетот. Штом ќе завршиме со проверките на преводот, ќе го поднесеме до Институтот за стандардизација на Република Македонија и во редовна постапка ќе се биде усвоен како македонски стандард на македонски јазик. Кога ќе се случи тоа ќе видиме, меѓутоа претпоставувам некаде на почетокот на следната да биде година. Тоа што ми е во процедура. Так. Добро, според критериумите, претпоставувам имате некои критериуми, кој се може да биде член на ова здружение? Да, сите луѓе, сите колеги кои што се занимаваат со преведување можат
да бидат членови на Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија и не мора да се само жители на Република Македонија, може да се жители и на други земји во Европа или во светот. Важно е да сакаат да ја поддржат професијата преведувач и да се заинтересирани да членуваат во Сдруженијето на Република Македонија, на преведувачи на Република Македонија. Веќе имаме еден член од Швајцарија. Тоа е наш македонец што живее во Швајцарија? Да, работи со турски, албански, македонски, француски, да, многу јазици. Полиглот, во секој случај. Во Холандија, живее во Холандија. Така што нема никакви ограничувања од аспект на тоа, од каде живее и работи преведувачот. Важни се мотивите и целите. Постојат неколку категории на членство и статутот предвидува како се станува член во тие категории, но тие категории се активен член, придружен член, имаме и студентско членство и доживотни членови, ама тоа се категории кои што нели ќе треба време да помине за да алумни, стигнеме. некои членови на Сдруженијето. Добро, Драгана, би можеле вие да ни кажете малку околу тоа кои се најчестите проблеми со кои се соочуваат, еве на кои наидуваат професионалните преведувачи во Република Македонија? Ирена веќе нешто спомна дека се превземаат европските стандарди, иако не сме членка на Европската унија. Нашето нечленување во Европската унија дали предизвикува, да речем, некои проблеми на овој план? Дали имате некаде пречки ако сакате нешто да реализирате затоа што не сме земја членка на Европската унија? Па, најпрво би сакала да се надоврзам на она што Ирена го зборуваше во однос на формирањето на Сдруженијето, потребите кои се појавија во Македонија за да се формира Сдруженијето на преведувачи. Една од главните причини беше и тоа што преведувачите во Македонија, оние професионалните преведувачи, зборувам за нив, кои што навистина професионално и посветено си работат работата, имаа потреба од еден здружен единствен глас во државата кој што ќе зборува во нивно име и ќе делува во институциите и ќе се залага за сето она што тие навистина го заслужуваат. Кога зборувам за тоа што навистина го заслужуваат, зборувам за не да се јави клиенти да рече ми треба преводот за вчера и ќе ти дадам 10 денари од страница, туку навистина тоа да се одвива професионално, да се има едно професионално достоинство и да не му се руши угледот на преведувачите да се става во неизгодна ситуација. Во тој контекст преведувачите во Македонија, добрите и професионални преведувачи се соочуваат со навистина голем проблем, бидејќи има многу голема нелојална конкуренција. Има преведувачи, така наречени, кои што гледале 2 филма во животот и го гледаат преводот на македонски и ги погодиле половина од зборовите и сметаат дека го познаваат јазикот и потоа се дрзнуваат не само да преведуваат, да титлуваат филмови, туку и да преведуваат дела од не знам, од стручни книги, од книжевен превод, што е навистина погубно за нашиот јазик, бидејќи не само што го губиме осетот со тоа што се нарекува стандардизиран литературен јазик, туку и се јавува од другите земји кои што накружуваат, се јавува една омраза и не знам како да кажам, непочитување и презир кон преведувачите кои што работат во Македонија, бидејќи се смета дека го нарушуваат пазарот, поради тоа што да, ние живееме во земја која што не го има истиот стандард со една Швајцарија или со Холандија, но сепак ние сме присутни на меѓународниот пазар. И кога сме присутни на таков глобален пазар, ние мораме да се повикуваме и да ги почитуваме критериумите кои тој глобален пазар ги наметнува, нели? Затоа што конкурираме на истите проекти. Така што, еве за илустрација само би кажала дека во однос на толкувачите од Сдруженијето на Интернационалното Сдружение на конференцијски толкувачи во светот, цените кои што се наведени се горе-долу приближни за сите оние западни развиени земји, со тоа што земјите од Балканот, односно конкретно Македонија, околу 1/3 од таа цена што се препорачува од Сдруженијето, само 1/3 македонците всушност успеваат да наплаќаат, што е страшно според нас. И така некако е, ако не и малку подолу, оној сооднос кој што се наплаќа за превод. Нашето здружение препорачува да се за една страница од 1800 јазични знаци со празни места да се наплаќа нето од 10 евра. Тоа значи дека на таа цена дополнително нели се пресметува данок на личен доход и тоа да биде минимум за цена поставена за општо за каков било текстот, каква било природа. Еве ќе ви кажам споредба за тоа. Мене лично ми беше понудена работа на проект од наша издавачка куќа тука во Македонија
каде што ми беше понудена цена од 20 денари по страница, што е, ето и сами можете да видите, големо понижување на трудот и на вложувањата што треба да се направат за да се биде професионален преведувач. И сметаме дека после ваквите случаи нашата организација покрај таковните активности кои ги има, ние веќе организиравме една трибина за авторското право во преводот, која што беше посетена од околу 200 учесници во соработка со Филозофскиот факултет во Скопје. Потоа имавме уште една трибина заедно со Сдруженијето на лектори на Македонија, каде што исто така имаше огромен број на учесници, огромен интерес. Трибините беа нели влезот слободен, може да учествуваат студенти, имаше и професори меѓу нив и представници од филата. И сакам да кажам дека интересот кај професионалците е навистина голем и дека навистина се очекува едно здружување и заедничко истапување пред институциите каде што ќе може овој проблем конечно да се реши. Добро, како мислите, извинете, само како мислите дека вие како здружение, значи невладина организација, нели здружение на граѓани, можете да го наметнете овој проблем на ниво на кое што државата би требало да донесе одредени критериуми кои што понатаму ќе треба да ги почитуваат сите? Се обидуваме тоа да го направиме преку активностите на здруженијето. Здруженијето е уште младо, активни сме, вистински активни со организирање на активности околу година и половина. Активностите чекор по чекор добива на важност, значи правиме мали чекори, но одиме напред. И првиот вистински и голем чекор беше првата меѓународна конференција на Сдруженијето на преведувачи, која што се одржа на 9 ноември. Зошто велам така? Затоа што беа присутни представници од делегацијата на Европската Унија. Представник беше присутен од Генералниот директорат за превод. Представник беше присутен од Секретаријатот за европски работи. А имавме и други странски и домашни говорници кои што говореа на конференцијата за теми кои што директно ги засегнуваат преведувачите, но не само преведувачите. Зошто е важен квалитетот во преведувањето? Преведувањето е општествено одговорна работа. Одговорна е од аспект на преведувачот, затоа што тоа што ќе го створи како превод останува да биде користено и читано од другите како членови во општеството, така, без рок на траење. А одговорна е и од аспект на нарачателот на преводот, затоа што нарачателот на преводот мора да се грижи да го најде преведувачот или давателот на преведувачки услуги, кој што, освен што ќе го преведе тоа што е потребно да се преведе, ќе го направи тоа на најпрофесионален начин, затоа што со нарачувањето на преводот го остава потоа на користење за тие за кои што е наменет. Во нашава денешна ситуација имаме, за жал, една прекрасна идеја уништена со лошото спроведување, односно лошото набавување на превод. Огромен број на книги, огромно светско знаење, огромен труд и гениалност содржан во тие книги. Зборуваме за едиции од светската книжевност, едиција светска книжевност, имаме едиција научна литература, добитници на Нобелови награди. Значи, тоа е неверојатно, нашата книжевност, тоа е неверојатно количество на знаење кое што треба нашите граѓани да го впијат. Граѓаните на Република Македонија, затоа се преведува. Сега, ако тоа не било преведено на начинот на кој што заслужувало да биде преведено, тогаш тоа што сме го добиле како превод не е вистински употребливо. Не е пренесено сето тоа што требало да биде пренесено и не е пренесено на јазик кој што треба да продолжи да живее и да се надоградува, не да се уништува. И не е завршена задачата на преведувачот. И не е завршена задачата на преведувачот. Значи, милион проблеми произлегуваат од сето тоа. Нашите деца доста работа како книгите кои што се преведуваат ќе учат од нив и што ќе се случи со нивниот јазик, што ќе се случи со нивното познавање, ако книгите што ги употребуваат не го пренесуваат тоа што требало да го пренесат на достоен начин. И навистина е понижување на авторите кои што
работеле цел живот, може би истражувале за да створат едно дело, една книга, тоа да биде преведено на друг јазик, а да не биде доволно истражено, доволно претходно научено, да не се најде човекот кој што навистина достојно може тоа да го преведе во содржината и во суштината, не само механички превод. Преводот е процес. Значи преведувањето не се состои само од преводот на преведувачот, само тоа што преведувачот ќе го створи. И преводот што преведувачот го работи е процес исто така. Значи тука влегува прво истражување, преведувачот мора да се подготви за задачата што ја има пред себе, за да може да ја заврши. Мора многу да истражува и претходно и додека преведу. А потоа и да го провери сето тоа што го створил, што го пресоздал, што воопшто не е лесна задача. Авторот може би имал слобода, меѓутоа преведувачот ги има ограничувањата што ги наметнува авторот и во рамките на тие ограничувања мора да го пресоздаде делото. Без оглед дали се работи за книжевност или за стручно дело и каков и да било превод. Дополнителни ограничувања има врз преведувачот, а тој мора тоа што веќе еднаш создадено да го пресоздаде. Значи мора се тоа темелно да го прегледа пред да продолжи преводот, текстот понатаму во низ проверките во фазата на осигурување на квалитет. По преведувачот треба да има стручна редакција, па треба да има лектура. И ова се само основните проверки. Ако има потреба, повеќе луѓе треба да го проверуваат текстот. Сето дека не за да не се изгуби смислата на текстот заради погрешен превод, нели може и тоа да се случи во основа. Да, не само што може да се изгуби смислата, може сосема погрешно да се пренесе идејата по раката. Уште полошо, да. Што е уште полошо. Добро, од сева ова што досега го говоревте, очигледно е дека во Македонија има и квалитетни преведувачи, професионални преведувачи кои одговорно си извршуваат својата работа. На тоа сме сведоци, нели, секојдневно, но има и лоши практики, еве како што рековте во претходниот дел од разговорот, кои доведуваат до лоши книжевни преводи, лоши преводи на литература и учебници, лоши преводи на телевизиски серии, кои во последно време стана вообичаено да се надсинхронизираат. Мислам дека во последно време лошите преводи тука се најочигледни, може би затоа што се најдостапни до многу широк круг на гледателска во овој случај публика. Преводите понекогаш се такви што навистина покажуваат едно сериозно непознавање на македонскиот литературен јазик и тоа секако му штети на современиот македонски јазик. Еве вашите напори, колку што сваќам, се во насока да се отстранат, ако можам така да речам, или да се надминат потешкотиите од овој вид. Точно така. Ние сме сведоци, како што и самите рековте, на една огромна навалица од такви страшно лоши преводи, каде што можеби не се работи само за елементарно непознавање на македонскиот јазик, туку се работи и за невклучување мозок буквално, бидејќи јас лично Google Translate, нели, она што е дури и машината во некој случај се покажува како посоодветен преведувач буквално од жив човек, бидејќи имало грешки каде што сум например гледам филм и пред неколку години се случи тоа, имаше реченица некаква со Victoria's Secret Models, нели, манекенките од Victoria's Secret, и беше преведено тоа во титлот како тајните модели на Викторија. Има навистина банални грешки, например имаше една книга од една едиција, една едиција 1000 стручни книги, она едиција што се преведува, нели, на македонски јазик, универзитетски книги, каде што имаше во една книга од наша издавачка куќа, таа истата која ми понуди 20 денарја страница, имаше преведена реченица кракуван кокаин, за крек кокаин. Сега да кажам, има такви банални основни грешки кои што од општа култура би требало човек да ги познава, нели? А таму се подпишани, не знам, некаков си редактори, некој стручен соработник. Тоа е литература која што би требало да ја користат студенти. Знам дека и многу професори реагираа на тие лоши преводи. Така е. Да. Со оваа огромна потреба во краток период што се појави со тендерите на владата за преведување на сите овие книги, што се случи? Се наруши пазарот. Затоа што се појави огромна потреба од преведувачи за огромен
обем на литература. литература. Дела, да речеме, да. А пазарот не беше подготвен. Пазарот, сакам да кажем, немаше доволно професионални преведувачи или преведувачи кои што се во состојба да го направат тој превод. И поради начинот на кој што се спроведува постапката за јавна набавка на превод, на тендерите, цените паднаа многу. Луѓето кои што професионално се занимаваат со превод, Мислите дека тоа влијаеше и на квалитетот на преводот? Апсолутно. Цените паднаа на тендерите, професионалните преведувачи кои што живеат од тоа, но не и само тие што живеат од тие што навистина се способни да го направат тоа, не можат да си дозволат за тие цени да го работат преводот, затоа што не можат да опстанат со тие цени. Што се случи? Наместо да се во тој рок, да. Исто така, наместо да се искористи потенцијалот што веќе постоеше, професионалните преведувачи дојдоа во периферијата, а многу други луѓе кои што познаваат странски јазици се обидоа да преведуваат, некои успешно, но многу од нив неуспешно, затоа што не ја познаваат на висина професијата, не ги познаваат техниките на преведување, не се свесни што преведувањето подразбира и сето тоа се случува многу брзо, во многу краток период, никако не можеме да излеземе од овој магијапсан. Добро, особено кога станува збор за превод на стручна литература, тука не е доволно веќе само добро познавање на јазикот, тука е многу поважно добро познавање на тематиката, на науката од која што област е преведувањето. Јас би сакала да надополнам само Ирина во овој дел, да кажам дека ние веќе направивме некои обиди за да соработуваме со Бирото за јавни набавки, веќе беа дел од нас, меѓу кои Ирена и друга колешка од организацијата, на состанок со представниците од Бирото за јавни набавки и дека тоа е еден од наредните чекори кои Здруженијето планира да ги спроведе во контекст на ова, да се изработат прирачници за тие службеници кои работат таму, да се знае дека преводот не спаѓа во сите оние други јавни набавки кои се применува на општа постапка, најниска цена е таа што добива, бидејќи ова е интелектуална услуга која треба да се почитува и да се цени, и затоа се надеваме дека првично наидовме на многу големо разбирање и простор за соработка, тие беа заинтересирани и во наредниот период ние ќе се потрудиме да се договориме, можеби да почне некаков проект околу тоа и така. И да почнат да се придвижуваат работите на тој план. Добро, сега би сакала едно прашање кое што не е толку врзано можеби за домашен терен, а тоа беше една од темите на кои се дебатираше и на првата годишна конференција, што веќе ја спомнавме. Генералниот директорат за превод на Европската Унија е еден од најголемите работодавачи на ваков вид на специјализирани кадри во Европската Унија. Имаме ли ние таму некој свој преведувач од Македонија и како всушност се станува преведувач во Генералниот директорат за превод? Еден од мотивите да поканиме представник од Генералниот директорат за превод на нашата конференција беше да се информираат преведувачите во Македонија што е неопходно да поседуваат како знаење и вештина илиоспособеност за да можат да се вработат во Генералниот директорат за превод кога за тоа ќе дојде време. Далеку сме од моментот кога ќе се вработуваат преведувачи за македонски јазик во Генералниот директорат за превод, меѓутоа се надеваме тој момент ќе дојде. И може би е добро што и не е толку близко, затоа што треба добро да се подготвиме. Кога би требало утре да се вработат преведувачи во Генералниот директорат за превод, тешко дека би имало доволно подготвени и стручни преведувачи кои што би ги поминале ригорозните тестови за селекција на Генералниот директорат и би можеле да се вработат во директоратот, а без преведувачите пак државата нема да може да си ги остварува правата што ќе ги има со встапувањето во Европската Унија, со членството. Некои прогнози врз основа на искуството на Хрватска сега се дека кога ќе видиме во фазата во која што е Хрватска сега, односно беше летоска, кога стануваше членка, во Генералниот директорат ќе треба да се работат 120 до 150 преведувачи и придружен персонал во Генералниот директорат за превод. Тоа е бројката на преведувачи што се вработува за непроцедуралните јазици, а македонскиот спаѓа во непроцедуралните јазици во Европската Унија. Од вкупниот број на официјални јазици, процедурални се
англиски, француски, шпански, германски, овие другите јазици се непроцедурални, што значи дека не се преведува се на нив, меѓутоа сепак обемот на преведување и потреба е огромен, далеку од мал. Овие 120 преведувачи, да речеме, што би се вработиле во Генералниот директорат за превод, само за писмен превод зборуваме, ќе поминат многу ригорозна постапка на селекција, составена од повеќе фази, од апстрактно-математичко размислување до преведување на различни видови текстови, устни тестирања, презентации и така натаму. Бидејќи кога се вработуваат во директоратот, стануваат службеници на Европската унија, на директоратот, на комисијата на Европската унија. Затоа се и толку ригорозни, исто така не може да си дозволат грешки во преводот. Комуникацијата се одвива на сите јазици и мора да биде перфектно. Кога се преведува нешто на македонски, кој ги прави тие преводи? Не сум сигурна дали има вработено преведувачи со македонски јазик сега, меѓутоа тоа го прават по пат на јавни огласи. Да, ангажираат лица. Даватели на преведувачки услуги, да. Објавуваат тендери кога имаат потреба за превод на македонски јазик. Во 2009 година некаде се почнаа да се ангажираат преведувачи од секретаријатот за европски прашања, кои што и се вработени во секретаријатот, но и преведувачи преку агенции, како слободни преведувачи кои работа, и се преведуваа директиви, регулативи од Европската унија на македонски јазик. Да. И тогаш во тој период се преведе така одреден број од оној цел корпус на страници кои треба да се преведат од европското право, од АКИ. Ако се сеќавам убаво, беше кажано на конференцијата дека некои 120.000 страници законодавство, 160.000 страници законодавство има кои треба да се преведат, да се пренесе на македонски јазик. Тоа е огромен обем на работа на вистина и преведувачите како што е сега ситуацијата, ние немаме ни 10% да обезбедиме од тие преведувачи кои што се бараат со тие критериуми за да влезат да се вработат во директоратот за превод на ЕУ. Добро, нашето време за разговор полека одминува. Би сакала само накратко еве пред крајот да финишираме со тоа што сега е ваша наредна активност. Кажавте многу работи што ги започнавте, што ги работите, претпоставувам дека ќе продолжите, но што сметате дека е најважно во времето што доаѓа да го направите како Сдружение на преведувачи на Република Македонија? Мислам дека е најважно да соработуваме со Министерството за култура пред се и исто така со други државни тела, како што реков преска со Бирото за јавни набавки, а ќе отстапам можност на Ирена и таа да се огласи по ова прашање. Многу брзо ќе се случи нашата следна активност. На 2 декември ќе биде објавен конкурс за најдобар млад преведувач Бабилон. Ова беше идеја на делегацијата на Европската унија во Македонија, а ние сме партнери во спроведувањето на идејата од почетокот, од самото концепирање до крајот. Конкурсот значи се однесува на млади преведувачи, тие што почнуваат да преведуваат сега или имаат мало искуство во преведувањето. Целта е да се потигне истражувањето, почитувањето на професионални преведувачи, млади преведувачи кои што сега влегуваат во професијата. Идејата е токму тоа, да се поттикне правилниот пристап кон преведувањето, да се поттикне истражувањето во преведувањето, почитувањето на професионалните стандарди, да се промовира професијата и да се профилира така како што треба да биде профилирана. Со сите замки што ги носи, но и со сите ловорики што следат кога ќе биде завршена така како што треба. Наградата ќе биде доделена следната година во 2014 на 26 септември, тоа е Европскиот ден на јазиците. И по тој повод ќе има свечен настан, ќе бидат доделени награди всушност можеби на повеќе од еден преведувач, зависно од тоа за колку јазични комбинации ќе бидат пријавени трудови, преводи и кои од нив ќе бидат одбрани нели како најуспешни. Но секако интензитетот на работата ќе се зголеми и 2014 би требало да биде поактивна од 2013. Допрва ќе ги правиме плановите сега крајот на оваа година за тоа на што ќе се концентрираме во 2014, меѓутоа наградата и конференцијата ќе продолжат како годишни настани.
Добро, јас ви благодарам за разговорот. Благодарам што вечерва бевте дел од Глас од татковината и ви посакувам многу успехи во натамошната работа. Ви благодарам и вам за поканата. Почитувани слушатели, во изминатите минути од вечерашнава програма, мои гостинки во студиото и соговорнички беа Ирена Кацарски-Кимова, председателка на Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија, и Драгана Велковска од истото здружение.